Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски изврши увид во реконструкцијата на просториите на одделот за граѓански работи на Министерството за внатрешни работи во зградата на МТВ. Реновирањето, кое треба да заврши за 6 месеци, ќе овозможи двоен капацитет на управните служби и побрзи, поефикасни услуги за граѓаните. Тошковски нагласи дека за време на реконструкцијата, издавањето лични документи се одвива непречено во пунктот до полициската станица Пролет. Во скопската населба Кисела вода денеска се отвори најголемиот Шаковски парк во Македонија со површина од 4000 метри квадратни. Паркот е изграден на местото на поранешната дива депонија и опремен со шаковски маси, урбана опрема и зелени површини. Градоначалникот Орце Ѓоргиевски истакна дека овој проект е резултат на соработката со Шаковската федерација на Македонија, создавајќи простор за рекреација, когнитивен развој и дружење за сите генерации. Македонското еколошко друштво во градски парк во Скопје организира едукативен настан за создавање дабови садници од желадин. Граѓаните ќе научат како да создадат садници во еколошки сакции од стари вестници, кои по една година ќе можат да се засадат во природа. Настанот ќе започне во 11 часот кај Третото езерце. На 27 октомври во село Кучково, општина Ѓорче Петров, ќе се одржи четвртата трка со препреки во Македонија, организирана од спортското здружение Отаку. Надпреварувачите ќе совладуваат 13 км планинска патека со 18 препреки, вклучувајќи кал, стрмнини и високи џидови. Настанот започнува во 11 часот, а на крајот ќе следува церемонија за наградување на најдобрите. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни. Вечно ќе ја